Добар ден, започнуваат вестите на Канал 8. Маратонска беше 19-та седница на Советот на општина Кочани, на чиј дневен ред се најдоа 29 точки. Тоа беше причина дискусиите по одредени прашања да траат подолго од вообичаено, па со мали прекири советниците расправаа скоро 7 часа. Советот на општина Кочани ја одржа една од најдолгите седници во овој состав. На 19-тото заседание имаше голем број дискусии и реплики со контрареплики за скоро сите 29 точки од дневниот ред. Практично, со неколку 5-минутни паузи, седницата траеше околу 7 часа, што на крајот придонесе сите да се чувствуваат исцрпено и без енергија и концентрација да го разгледаат нацрт буџетот на општината за наредната година. Меѓу покарактеристичните расправи беа оние за жетвата и откупот на оризот, но и за одржувањето на јавната чистота и управувањето со отпад на територијата на општина Кочани. Долги дискусии и спротивставени ставови меѓу советниците од советничките групи имаше и за предлог програмите за култура и спорт, но и за поддршка на образовните установи за наредната година. Дилеми предизвика и предлог програмата за заштита од заразни болести, зашто најголем акцент се даде на актуелната тема за загаденоста на воздухот. Спротивставени ставови имаше во поглед на планот и програмата за контрола на популацијата на бездомните куќиња, како и за одржување и изградба на локални патишта и улици. Жестока расправа, што траеше скоро цел час, се водеше по предлог одлуката за закуп на простор на локалните медиуми во општината, а што на крајот придонесе точката да не се изгласа. Долгите дискусии на советниците продолжија и во однос на активностите на општината за заштита на животната средина, како и за предлог одлуката за изменување на условите за вршење такси превоз. На крајот, иако досега многу ретко се случувало, најбурна дискусија имаше токму за тема од урбанизмот, односно за донесувањето урбанистичко-планска документација, што го испровоцира советникот Лазо Митев да ја напушти седницата. Ова беше повод да се констатира оти атмосферата во салата на Советот е доволно загрејана, без потребната концентрација за разгледување на нацрт буџетот за догодина. Поради тоа беше даден предлог ова прашање да се одложи, а претседателот на Советот Томе Солевски закажа продолжение на седницата за во вторник. Театарска представа Новогодишната желба на Дедо Мраз подготвуваат учениците од Основното училиште Раде Кратовче. Представата ќе се одржи во мултикултурниот центар, а собраните средства ќе бидат наменети во хуманитарни цели. Театарска представа под наслов Новогодишната желба на Дедо Мраз подготвуваат учениците од Основното училиште Раде Кратовче. Премиерата е закажана за вторник и среда во мултикултурниот центар во 12 часот, а влезницата изнесува 20 динари. Во пресред на нова година, нашето училиште Раде Кратовче подготвува новогодишна театарска представа Новогодишната желба на Дедо Мраз. Оваа представа ќе биде изведена од ученици од 5 до 9 одделение под менторство на наставните на предмети по македонски јазик и јас како одделенски раководител. Првата представа е наменета за учениците од Раде Кратовче, значи првиот ден во вторникот, а втората представа, односно во средата, е наменета за ученици од сите основни училишта во Кочани. Од прво до пето одделение, значи ќе може да ја гледаат. Представата се организира в пресред на новогодишните празници, а целта на истата е хуманитарна, односно преку собирање средства учениците да ја покажат својата хуманост и да донираат за помош на социјално ранливите категории граѓани. Проекција на филмот Сам дома организира учениците од Основното училиште Раде Кратовче во соработка со општинската организација на Црвениот крст Кочани. Настанот е од хуманитарен карактер, а собраните средства ќе бидат наменети за новогодишни пакетчиња, кои ќе им бидат доделени на децата кои што на новогодишната ноќ ќе бидат хоспитализирани во детското одделение на Кочанската општа болница. Уште еден хуманитарен настан организираа учениците од Основното училиште Раде Кратовче. Преку проекција на филмот Сам дома втор дел, организаторите собираа средства за купување на новогодишни пакетчиња кои ќе им бидат доделени на дечињата кои што на новогодишната ноќ ќе бидат хоспитализирани во детското одделение при Општа болница Кочани. Учениците, членови на училишниот клуб на Црвениот крст од нашето училиште, токму овде во училишната сала, значи ќе имаат проекција на филмот Сам дома втор дел. Почетокот ќе биде во 18 часот, влезот исто така ќе се наплаќа, ќе биде 20 денари и овие пари што ќе бидат собрани
значи ќе се направат пакетчиња и ќе бидат донирани во градската болница на детското оделение. Значи моментално оние дечиња што ќе се најдат баш на новогодишната ног. Ако не можеме да ја намалиме болката, се надеваме дека со ова ќе ја зголемиме радоста и ќе предизвикаме насмевка на нивните детски лица. Овој настан го организираат волонтери од Црвениот крст и учениците од Основното училиште Раде Кратовче, кои редовно организираат вакви хуманитарни настани со цел да им се помогне на оние на кои им е најпотребно. Членовите на планинарскиот спортски клуб Кочани се меѓу најактивните во Македонија, а како признание за тоа, нивниот клуб ја доби наградата за најдобар за оваа година. Истовремено, председателот на клубот Тошо Антов стана прв лиценциран планинарски водич. Федерацијата за планинарски спортови на Македонија го прогласи планинарскиот спортски клуб Осогово од Кочани за најдобар во државата за оваа година, при што во конкуренција влегоа близу 50 регистрирани клубови. Наградата е трета поред со епитетот најдобар. Слично беше и во 2016-та, кога за најдобар беше награден од регионалниот актив на Сдруженијето на новинари на Македонија, а исто такво признание од Федерацијата доби и минатата година. Председателот на клубот Тошо Антов, кој 2 години успешно ги предводи кочанските планинари, доби поголем број престижни награди и признанија. Во почетокот на јануари годинава тој беше прогласен за спортска личност на годината на Кочани и најдобар во клубот, избран од неговите членови. Неодамна Антов стана прв лиценциран планинарски водич во Кочани и во околните градови, а се стекне и со официјална лиценца за маркирање планинарски патеки. Пред околу 1 месец тој влезе во председателството за планинарски спортови на Македонија и е прв досега од истокот. Заедно со своите колеги планинари, Антов беше организатор на најмасовниот планинарски собер Петроденскиот марш на Раткова скала, на кој учествуваа околу 250 учесници. Дополнително признание за клубот е што за прв пат е добиена стипендија за млад надежен планинар од Агенцијата за млади и спорт за 2017 и 2018 година. Антов стана координатор на сите планинарски клубови од Велес, Штип, Струмица, Радовиш, Делчево, Берово и околните градови. Досега тој одржал повеќе предавања за безбедност во планина, планинарска опрема и учествувал на повеќе работилници за развивање на планинарскиот туризам во Источна Македонија, што придонесе да се зголеми бројот на членови во клубот од 20 на 70. Во меѓувреме, планинарското друштво од Кочани беше пререгистрирано во спортски клуб и доби решение од Агенцијата за млади и спорт за вршење на дејноста. За само 2 години се постигнати и други забележителни резултати, а од наредната година Антов ќе биде координатор за обележување на источната трансферзала. Планинарите на планинарскиот спортски клуб Осогово за 2 години ги имаат искачено сите невисоки врвови на Балканот и пошироко, меѓу кои и невисокиот врв во Африка Килиманџаро и врвот Фуџи во Јапонија. За крајот од оваа година планирано е да се одржи годишно собрание на кое ќе се направи анализа за досегашното работење на клубот. Следува информацијата од спортот. Во спортската сала во Кочани одигран вториот турнир од зонските надпревари во кошарка во кој учествуваа екипите од Основното училиште од Македонска Каменица, Основно училиште Крст Емисирков од Оризари и Основно училиште Свети Кирил и Методи Кочани. Најдобра се покажа екипата на Основното училиште Свети Кирил и Методи, кои што се надеваат на добри резултати и на меѓузонските надпревари и учество на републичкото првенство. Во салата на Основното училиште Свети Кирил и Методи во Кочани се одиграа зонските надпревари за учениците од основни училишта во кошарка во машка конкуренција, каде што играа екипите на основните училишта Свети Кирил и Методи Кочани, Основно училиште Крсте Петков Мисирков од Оризари и училиштето од Македонска Каменица. Најдобри како и досега се покажаа учениците на екипата од Основното училиште Свети Кирил и Методи, совладувајќи екипата на Каменица со резултатот 70-24, а училиштето од Оризари со резултатот 50-17. Со тоа не само што се покажаа како одлични во општинските и зонските надпревари, туку продолжуваат со учество на меѓузонските надпревари, при што се надеваат и на пласман на државното првенство.
Сега сезонските надпревари ние имаме цел да се пласираме и на републичко првенство. Мислам дека сме добро подготвени и дека можеме да оствариме нашата цел да се пласираме на републичко. Училищната спортска екипа на основното училиште Свети Кирил и Методи е единствена училишна спортска екипа која денес ќе обезбеди пласман после овие надпревари на меѓузонски надпревари. Целта полека остваруваме која договоривме со членовите, со учениците кои се членови на училишната спортска екипа, да се пласираме на републички надпревари. Не останува уште еден степеник, тоа се меѓузонските надпревари. Согласно интересот на учениците, нивната заложба и редовноста на тренизите пати неделно, се надеваме дека ќе ја постигнеме целта која договоривме. Овој успех се должи на целиот колектив на ова училиште, заедно со сите наставници, а не повеќето на учениците кои одвојуваат од своето драгоцено време да тренираат и да ги покажуваат овие успеси. Инаку екипата на основното училиште Свети Кирил и Методи и досега беше најдобра во одиграните општински и зонски надпревари, при што е единствената училишна спортска екипа која обезбеди пласман за меѓузонски надпреварувања. Сега интензивно ќе се подготвуваат за меѓузонските надпревари и државното првенство. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатна вечер. Довидување.